Четврток, 9 февруари, кратки вести во 12 часот. Информацијата дека владата го утврди предлог законот за изменување и дополнување на законот за игри на среќа и за забавни игри кој предвидува казината и обложувалниците да бидат на најмалку 500 метри оддалеченост од училиштата е најкоментирана на Facebook профилот на Охрид Прес. Читателите реагираат по повеќе основи. Дел се за комплетно дислоцирање на ваквите објекти од градовите, а дел реагираат на растојанието од само 500 метри од училиштата, што реално ја прави мерката несериозна. Дел од нив на шега предлагаат дека сега е подобро да ги преместиме училиштата затоа што оваа мерка нема да смени ништо. 8 ученици и нивниот ментор кој во моментот на разорниот земјотрес беа во Турција утринава безбедно се вратија во Македонија. Еден од учениците во земјотресот се здоби со потешки повреди, додека друг помина со полесни повреди. Во меѓувреме продолжуваат донаторските акции. Преку телефонските линии собрани се околу 10 милиони денари, а Црвениот крст од стоковите резерви издвои 1000 семејни пакети со храна, 1500 хигиенски пакети и 4000 кебиња. Амбасадорот на Турција во Скопје изрази голема благодарност до сите граѓани на Македонија за несебичната хуманост и покажаната солидарност. Охридските ракометари в сабота ги започнуваат надпреварите од плејофот во Суперлигата. Гладиаторите во првото коло гостуваат во Битола кај Еврофарм Пелистер 2. Во екипата владее добра атмосфера и оптимизам за позитивен резултат. Ме радува нашата форма од подготвителниот дел и физичката подготвеност на екипата, вели Стефан Дрогришки, кој во зимскиот преоден рок дојде во Охрид. Времето денес сончево со мала до умерена облачност, дува слаб до умерен источен ветер. Максималната температура во Охрид до 1 степен. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.